чест и задоволство ми е денес да видам домакин на мојот австријски колега, министерот за надворешни работи Себастијан Курц. Австрија е голем пријател на Република Македонија, голем поддржувач, така што имавме многу продуктивни разговори на три главни теми. Првата беше билатералните односи, втората ЕУ интеграциите и третата секако миграцијската криза. Во однос на билатералните односи имаме одлични односи со Австрија. Австрија е впрочем вториот најголем инвеститор во Република Македонија и со своето присуство во повеќе сектори потврдува дека е значајна и за нашиот економски развој. Воедно и дискутиравме по однос на акцијски план кој го имаме усогласено помеѓу двете министерства за надворешни работи околу идната соработка во следниот период на кои делови сакаме да се концентрираме. Во делот на ЕУ интеграциите Австрија е дел од групата пријатели на Македонија кои во изминатиот период се трудат да се овозможи кредибилен процес на европски интеграции за Македонија и отпочнување на процесот на преговори. Секако тоа го прави Австрија бидејќи земја која е исклучително заинтересирана за стабилност и просперитет во нашиот регион. Разговаравме и околу делот на работи кои зависат од нас самите дома, а тоа се однесува и на спроведувањето на политичкиот диалог и интересот кој го имаме како држава навремено да се исполнат сите задачи и обврски кои ги имаме и особено на клучната спроведување на избори на 24 април, што на некој начин ќе ни ги отвори вратите кон поголема посветеност на евроатлантската агенда. Добре дојдена е и можноста за наблюдување на следните избори од австријска страна, како и од сите други заинтересирани земји во Европската Унија, бидејќи тие ќе ни помогнат да го потврдиме кредибилитетот и на некој начин да го зајакнеме механизмот кој веќе го спроведуваме во однос на организирање на избори. Во однос на мигрантската криза, мојот колега Себастијан Курц ме запозна со сите напори кои Австрија ги вложува во справување со овој крупен проблем и предизвик за сите земји кои се и транзитни, но и земји на крајна дестинација како што е случајот со Австрија. Двајцата сме согласни дека секој треба да си ја направи својата работа во својот дел и на своја територија за да можеме да имаме резултат кој ќе обезбеди и хуман третман, но и безбедна и сигурна ситуација во однос на справување со мигрантската криза. Колегата Курц ми ја потврди помошта која Австрија ќе ја даде во овој дел и во делот на контрола на границата и во делот на напорите за регистрирање, како во луѓе, така и во опрема, со цел да можеме да се справиме на еден соодветен начин со сите оние мигранти кои транзитираат низ територијата на Република Македонија. Македонија е благодарна на оваа помош и бидејќи сме транзитна земја, во секој случај сите мерки кои ќе ги превземаме во следниот период ќе бидат во координација со нашите партнери и останатите земји кои се наоѓаат на овој коридор. Во овој поглед исклучително е значајна соработката со Австрија, бидејќи се работи за земја која е и транзитна, но и земја на крајна дестинација. Мерките кои ќе ги превземаме ќе бидат одраз на одлуките кои ќе се носат во Германија, Австрија и другите земји членки на Европската Унија кои се крајна дестинација за мигрантите. Најзначајно е дека Македонија е целосно подготвена да ги превземе сите неопходни мерки за соодветно справување со мигрантската криза. Почитувани дами и господа, драг Никола, навистина ми е драго и се радувам што ја имам оваа можност денес да бидам гостин кај вас во Македонија. Австрија е пријател на Македонија и во овој момент ќе ми дозволите да се заблагодарам за нашата заедничка соработка. Ти веќе кажа дека Австрија е еден од поголемите, од најголемите инвеститори во Македонија, но истовремено и поддржувач на Македонија на нејзиниот пат кон интеграција во Европската Унија. Мене навистина ме радува она што можевме да го постигнеме со состанокот во Брисел, кој што се нарекува Friends of Macedonia, и сметам дека со тоа се даде еден поголем придонес на Македонија да оди и да кон патот на интеграција во Европската Унија, но воедно исто така навистина сум задоволен што успеавме да донесеме одлука за акцијскиот план кој што ќе ја зајакне нашата билатерална соработка.
Секако дека разговаравме и за внатрешно-политичката ситуација во Македонија и мојот повик што сакам да го упатам како до владата, така и до опозицијата е да се почитуваат сите оние политички договори кои што се склучени за да може да се обезбедат слободни и фер избори. Секако дека главната тема за која што разговаравме беше мигрантската криза. Морам да кажам дека ние како Австрија сме втори по однос на државите во Европа кои примија мигранти во однос на бројот на мигранти по жител. Вкупно имаме 90.000 примени мигранти, што сепак за една мала држава како нас не е малку. Со македонската влада разговаравме секако и за постапувањето на Австрија во однос на мигрантите. Ние како прво моравме да утврдиме горни граници за 2016 година. Тоа ќе бидат 37.500 мигранти кои што ќе ги примиме. По два, нашето Министерство за внатрешни работи одредува дневни контингенти, значи број на мигранти по ден на кои ќе им се дозволи влез, за да може и тоа да се регулира. И како трета точка ќе наведам дека веројатно за некој месец нашата максимална бројка ќе биде веќе постигната, така што Австрија ќе мора да ги стопира мигрантите на својата граница. Австрија е една од тројката која што се најпосекуваните целни земји за мигрантите, тоа се Австрија, Германија и Шведска. Шведска веќе постапи на сличен начин како Австрија, така што сметам дека од овие наши одлуки ќе има секако последици долж рутата која што е засегната, тоа се Србија, Словенија, Хрватска и Македонија. Секако дека сум многу благодарен за соработката што ја добиваме како Австрија од сите овие претходно споменати земји за заедничко намалување и справување со мигрантската криза. Тебе, Никола, многу ти благодарам за одличната соработка што Македонија ја даде на овој план кон Австрија, а секако и со денешниот договор сметам дека уште повеќе ќе се зајакне соработката. Денес разговаравме и споменав дека Македонија мора да биде подготвена комплетно да го стопира влезот на мигранти во незините граници со оглед на тоа дека по Грција таа е првата држава со која што се соочува со мигрантите. Од тука знаеме дека ова е тешка задача. Денес се договоривме дека Австрија ќе даде поддршка и тоа не само во форма на персонал од редовите на австриската полиција и војска, туку истовремено и опрема за да и се овозможи на Македонија на најдобар можен начин да се справи со предизвикот. Мене навистина ме радува што успеавме да договориме вакви национални мерки, но исто така ме радува и тоа што постои одлична соработка помеѓу државите кои што се долж рутата. Сметам дека ова конечно ќе доведе до она решение за европското прашање кое што веќе одамна требаше да се направи.